Еве сме на почетокот на понеделничниот дневник на Ирис телевизија, бројни настани и актуалности. Останите со нас во следната околу половина час и проследете се. По изборите, стечајците ќе знаат кои фирми ќе бидат опфатени со законот. Кампањата за локалните избори финишира. Остануваат уште неколку дена до незиниот крај. Веќе во петок настапува молкот. Но како што се ближи крајот, така и партиските пресови, но и реакции стануваат се пожестоки. Штипското комунално предпријатие ИСАР денес остро реагираше на информацијата дека штипјани пијат заматена и неквалитетна вода од филтер станицата. Јавното предпријатие ИСАР обвинува за црна кампања против предпријатието и најави кривични пријави. Имено во саботата на форумот на граѓаните кој го организираше СДСМ во рамки на кампањата за локалните избори, еден наш сограѓанин покажувал шише со матна вода, при тоа тврдејќи дека штипјани пијат нечиста вода. Ќе поднесе кривична пријава против лице кое што ширише дезинформации и шпекулации дека водата од градскиот водовод не е исправна за пиење, кој што мафташе со шише со гадна вода за пиење, нанесе голем страф и немир меѓу населението на општина Штип. Нашите телефони секојдневно звонат да граѓаните прашуваат дали водата е исправна за пиење. Во текот на денешниот ден е земена мостра од водата од чешмата во домот на штипјаницот, а направените анализи покажале дека водата е бактериолошки и хемиски исправна. Во филтер станицата во текот на 24 часа постојано се врши контрола на технолошкиот процес на преработка и контрола на квалитетот на водата која се испорачува. На дневна основа постојано се испитуваат физичко-хемиските и микробиолошките параметри на водата, како на излез од филтер станицата, така и до водоводната мрежа. Освен во нашата лабораторија, редовно се врши контрола на квалитетот на водата и од страна на акредитирани лаборатории од овластените институции Центар за јавно здравје Штип и Институт за јавно здравје во Скопје. И сите досегашни анализи покажуваат дека водата е чиста и безбедна за пиење, односно одговара согласно правилникот за безбедност на вода. Работна единица водовод и канализација на територија на општина Штип има околу 50 мерни единици каде се испитува квалитетот на водата за пиење. Сите резултати добиени од релевантни институции покажуваат дека општина Штип има здрава и безбедна вода за пиење. Своја реакција за ова случување имаше и ВМРО ДПМН. Жално е во 21 век некој да сака да ни продава вакви лаги за квалитетот на водата, а со тоа да сака да добие дневно политички поени. За јавно изнесените невистини ИСАР ќе поднеси соодветни пријави за клевета, навреда и ширење на дезинформации со кои се продуцира немир, страф и несигурност кај граѓаните. Старановиот кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев вети трајно решение со водоводната и канализационата мрежа, како и асфалтни улици во штипските викенд населби Суитлак и Плуштина. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев на денешната пресконференција најави инфраструктурни проекти за викенд населбите Суитлак и Плуждино, чии собственици веќе си ги легализирале своите домови. Захариев вети дека околу 400 семејства кои живеат во овие викенд зони во наредните години ќе добијат водоводна и канализациона мрежа. И да ги асфалтираме сите улици, и тоа во Сутлакот во правецот на Струмина чешма, понатаму централната улица во Сутлакот која веќе е ставена и поставена канализација, проектот е веќе направен, ревидиран, наскоро ќе почне асфалтирањето и целиот оној дел према Липовдол, каде води патот за Липовдол, каде имаме голем број на убави објекти. Бидејќи нашиот град веќе се шири во тој правец, поддршката од општината мора да биде искрена и коректна. Захариев вети дека и околу 100 куќи во викенд населбата Плуштино ќе добијат водоводна и канализациона мрежа, а ќе се асфалтираат и улиците. Изградба на нова обиколница, како и создавање на услови за изградба на нова населба. Ова е капиталниот проект кој денес го презентираше кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски. Тој истакна дека во близина на населбата Пребег ќе никне нова населба каде што ќе може да домуваат околу 8000 семејства. Од населбата Пребег преку мерите, па се до Ново село, односно од излезот на градот кон Радовиш, ќе никне нова обиколница. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски денес презентираше дел од своите предизборни проекти. Заедно со обиколницата ќе се изградат и канализација и водовод кои што треба да бидат во служба на граѓаните. Јас сакам овде да направам јасна дистинкција, разлика
со она што досега го прави Илчо Захариев и оваа локална власт, а тоа е продажба на парцели на земјиште без да бидат тие урбанизирани, без да се изгради водовод, канализација, пристапен пат. Тоа не смееме да го дозволиме, бидејќи граѓанинот кој ќе плати комунали мора да добие за тие комунали улица, канализација, осветлување, водовод, пристојни услови за живот. Покрај изградбата на нови куќи, овде е предвидено да се градат станбени згради, а ќе се создадат и услови за индустрија. При изградбата на оваа обиколница, која што е од кружниот тек се до Новосело или Бањата Кежовица, во овој дел треба да се создадат и нови услови за индустрија. Така што индустријата исто така ќе ја развиваме преку вработување, преку нови работни места и таму ќе се продаваат одредени парцели, ќе се наплатуваат комунали, меѓутоа ќе треба да им вратиме на тие луѓе што ќе платат комунали. Со овој капитален проект ќе се создадат услови за нова населба, во која околу 8.000 штипјани ќе може да изградат свој дом, истакна Бочварски на денешната пресконференција. Пресконференција денес одржа и советникот од СДСМ Јане Миланов. Тој јавно го искритикува односот на градоначалникот Илчо Захариев кон советниците, како и односот кон председателот на Советот Владко Миташев. На денешната пресконференција беа искритикувани и досега сработените проекти на Захариев. Бидејќи Захариев асфалтирањето го претвори во приватна забава, тој тоа го правеше во манир на најголем популист. Не водејќи сметка за приоритети, за квалитет и за вистинска реконструкција на улиците, тој асфалтираше бројни улици, а пред се улички, водејќи се од принципот една уличка, еден проект. Асфалтираше без претходна замена и реконструкција на старата водоводна и канализациона мрежа, покривајќи ги постоечките коцки со тенок слој асфалт, под кој коцките се бројат како ребрата на бројните куќиња скитици низ градот. Потроши 4 годишни буџети на општината во вкупен износ од 24 милиона евра, пари на граѓаните, а што добивме за возврат? Неквалитетен асфалт со рок на трајање до првиот пообилен дожд. Еве во приложение реакцијата од ВМРО ДПМН на денес одржаната пресконференција на социјалдемократите. Во реакцијата стои: веќе долго време СДС се занимава со деструктивна политика на национално ниво, а сега таа политика ја спроведува и на локално ниво. Локалната самоуправа, која е во рацете на ВМРО ДПМН во изминативе години, покажа и докажа како треба да работи еден градоначалник. Мислевме дека досега СДС научиле дека на делата единствено со дела им се конкурира. Ниедна испорачана клевета од нивните редови не може да го обезвредни сработеното од страна на градоначалникот Захариев, бидејќи благодетите од тие дела ги чувствуваат граѓаните на своја кожа и секое дополнително толкување од СДС е излишно и непотребно. ВМРО ДПМН ќе има убедлива победа на овие локални избори, затоа СДС ги советуваме да не се занимаваат со негативна кампања, туку да ветат реални проекти, затоа што само достојна конкуренција е вистинска конкуренција. Стои во реакцијата од ВМРО ДПМН. Староновиот кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Македонска Каменица Дарко Митевски вети инфраструктурни проекти за жителите на селата Моштица и Моштица 1. Асфалтирање на улици и изградба на водоводна мрежа во селото Моштица и Моштица 1, најави кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Македонска Каменица Дарко Митевски. Тој истакна дека по асфалтирање на патот до оваа село ќе следат и инфраструктурни проекти кои се нотирани во изборната програма. Од друга страна, еден значаен проект кој што сакам да го најавам е целосна нова водоводна мрежа за село Моштица 1 и Моштица. Имаме подготвена проектна документација, утврдени се места на зафати. Ние практично со добивањето на локалните избори сме подготвени веднаш да започнеме со градежни активности, да направиме нова водоводна мрежа која што ќе биде контролирана од јавното претпријатие и секоја фамилија ќе добие онолку вода колку што е потребно за семејно функционирање. Митевски најави дека во оваа село ќе се реконструира старата училишна зграда, која ќе биде наменета за потребите на жителите, а исто така ќе се асфалтира и патот до гребенот, како и локалните патишта до сите мала. Го најавам е дека ќе работиме и на нова водоводна мрежа за Долен Павлеждол, заради тоа што гледаме дека тој дел покрај патот кој што води за село Саса веќе масовно се населува. Митевски забележа дека и на оваа локација ќе има комплетна инфраструктура.
По завршувањето на локалните избори, најверојатно ќе биде познат списокот на фирми кои ќе бидат опфатени со законот за стечајци, информираат од Сдруженијето УНИТ. Наместо во сала своите проблеми стечајците денес ги решаваа во Кафуле, собраниската сала каде што секој понеделник ги одржуваа своите редовни состаноци, ќе ја добијат веднаш по завршувањето на локалните избори. Приведејќи имаме сега локални избори, после 16 пак и не добре салата. Во меѓувреме останува само со лична карта стечајците да аплицираат за стечај на доместок. М1 и М2 образецот Агенцијата за вработување ќе го добива по службен пат. По завршување на локалните избори ќе биде познато и кои фирми ќе бидат опфатени со закон. Кога ќе имаме уште средба, тоа ќе изгледа по локалните избори, ќе имаме средба и со Царовска, и Кажави, и со Бријан, и ќе знаеме тачно кои се фирмите што ги опфаќа. Според досегашната евиденција во Штип се регистрирани околу 500 стечајци. За сега е неизвестно колку од нив ќе добиваат месечен надоместок. Денес на јавна расправа беше презентирана студијата за оцена на животната средина за проектот собирање и третман на отпадните води во општина Штип во врска со изградбата на пречистителна станица. Општина Штип треба да изгради пречистителна станица за отпадни води. Локацијата е предвидена кај Калимерово и е дефинирана со урбанистичкиот план. Денеска на јавна расправа експерти за животна средина ја презентираа студијата и постапката за влијанието врз еколошкиот сегмент на овој проект. Ние даваме решение со кои се утврдува потребата согласно законските регулативи дека треба да се прави студија, односно постапка за оцена на влијанието врз животна средина. Значи, студијата е доставена за животна средина, согласно член 91 од Законот за животна средина, должни сме да спроведеме јавна расправа во општината каде што се би се спроведел евентуално проектот. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води е планирано да се реализира преку програмата од проектите од ИПА-2. Пристапивме кон првиот чекор, односно подготовка на писмо за известување на намера за спроведување на овој проект, кој што го поднесовме до Министерството за животна средина и просторно планирање, се со цел да се утврди потребата од спроведување на овој проект и да се одреди содржината и потребата од спроведувањето на ваквата активност. Екологистите со поддршка за овој проект и надеж дека студијата реално ќе се ефектуира. Ние екологисти се надеваме дека конечно ќе се случи и изградбата на оваа пречистителна станица. Моментално од Министерството за животна средина ни презентираат документи кои што се соодветни за изградба на пречистителна станица и нивното влијание врз животната средина. Се надеваме дека и во нашиот град, како и во другите градови, веќе ќе се изгради пречистителна станица. Ние како екологисти апелираме ова студија да биде нешто што ќе се случи на терен, што конечно Штип ќе се справи со отпадните води и ќе биде почист град. Инаку поголемиот дел од урбаните средини немаат постојки за третман на отпадната вода. Доколку се земат предвид сите постоечки постојките кои се во функција или близко до пуштањето на оперативниот систем обслужуваат околу 12,5% од скупното население во државата. Отпадната вода директно се испушта во најблискиот реципиент без претходен третман и ги задагадува реките. Продолжуваме со образование. Едните македонски воспитувачи и наставници ќе учат како да ги едуцираат децата уште во градинките за еколошките теми по словенскиот пример. Децата уште на една година преку игра учат за екологијата во градинките во Словенија. Ова денеска пред студентите на Факултетот за образовни науки го потенцираше универзитетскиот професор Јурка Лепичник Водопивец од Приморски универзитет во Копер, а воедно се промовираше нејзината книга Од образование за животна средина до одржлив развој во детските градинки. Преводот на македонски јазик го реализираше универзитетскиот професор од Штипскиот универзитет Кирил Барбареев. Ми почињемо то у нашим вртичима. Ние едукацијата ја почнуваме уште од нашите градинки со деца кои имаат 11 или 12 месеци. Може би тоа на почетокот е како една игра, но ние ако го тоа работиме со некоја цела, а можете и во нашите градинки веќе и да видите дека веќе едно дете од 3 или 4 години знае како треба и кој отпад каде да го фрли, зашто на животните не смееме да им го кратиме нивниот простор за живот
живеење. Во книгата провелува одржливиот развој, развој кој што бидејќи има повеќе дефиниции за тоа што е развој, бидејќи станува збор за воспитание и образование, станува збор за развој и за подигање на одговорноста кон себе, одговорноста кон другите и одговорноста кон природата. Универзитетската професорка Лепичник Водопивец учествувала и во реформите на образовниот систем во Словенија, според која промените не се прават наеднаш, туку потребно е време и детална анализа. Свака реформа... Реформите во образованието се добра работа, но не се прават наеднаш. На секоја реформа и треба време за да се вклопи во системот. Не можете следниот месец од први да вложите ништо, што ниту професорите, ниту децата не го разбираат. Дури и студентите, откако дипломираат, им требаат месеци и години за да се адаптираат во работната средина, за која студирале 3-4 години, а не пак цел еден систем. Таа забележа дека учебниците во Словенија поменуваат низ рецензиите на домашните или странските експерти, но и кај нив ретко, но сепак има грешки во нив, кои што веднаш се коригираат. За сите љубители на уметноста, вечерва во уметничката галерија Безистен е предвидено отворање на изложба на уметничките дела изработени од дечињата од Дневниот центар за деца со посебни потреби и Центарот за аутизам. Идејата на она што сакаме да го представиме пред граѓаните на општина Штип е тоа дека на корисниците во Дневниот центар започна еден проект под водство на уметникот Стефче Митевски и целта е да изработиме уметнички слики кои ќе бидат креации на децата со фина доработка нормално од уметникот, кои ќе имаат за цел да покажат дека и децата кои што се корисници на двата дневни центри, Центарот за аутизам и Дневниот центар за деца со телесна или интелектуална попреченост, можат да се покажат со своји креативни дела и да ги покажат своите емоции и да бидат вреднувани и да бидат видени дека нешто можат да остават како траен белег кој што ќе се гледа малку подолг временски период. Одиме со преостанатите актуелности. Главната ловна сезона се отвора на 11 октомври. Штипските ловџи очекуваат дека и оваа ловна сезона ќе биде успешна како и минатогодишната. Богат улов очекуваат и гостите ловџи од странство. Штипските ловџи подготвени за отварање на главната ловна сезона. Празнично на 11 октомври во среда ќе стартува отстрелот на сите видови дозволен дивеч. На сите 7 терени со кои стапанисува ловното здружение Ловец ќе се лови зајак, дива свиња, ребица и прелетен дивеч, како и штетниот дивеч, волк, лисица и куна. Од 11 октомври се отвора главната сезона за ловење на секаков дивеч, што е дозволено со законот. А на кои терени ќе се лови оваа главна ловна сезона? Па на сите терени што се значи во под концесија на ловното здружение ЛЗ Ловец од Штип. Болкот и чакалите и годинава прават штети и покри барањата на ловџиите во државата да се дозволи отстрелот на чакалот. Тој оваа сезона нема да се лови. Ќе се организираат хајки само за отстрел на волкот, за кој државата дава парична награда. Имаме дојави веќе, имаме и поплаки, направија и штети волците, повеќе и чакалите. Ние ќе организираме хајки, благовремено ќе бидат ловците известени. За новата ловна сезона штипските ловџи очекуваат дека ќе им биде успешна како и лани, со отстрелани 20 диви свињи, од кои 3 капиталци во реонот на Плачковица. Покрај редовното членство, кое брои околу 500 ловџи, оваа сезона на терените за лов во Штипско ќе ловат и гостите ловџи од Италија, Франција, Австрија, Грција и Шпанија. Продолжуваме со исходот од што току завршениот фестивал на забавна музика Макфест. Штипјанецот Зоран Илиев и српската пејачка Анабела Атија се победници на Макфест 2017. Нивниот дует од утро до вечер, освен што беше победник и во првата полуфинална вечер, собра најголем број гласови од публиката и во финалето, што им донесе награда од 5000 евра во динарска противредност. Инаку во текот на настапот Илиев рече дека дел од парите ќе донира во хуманитарни цели. Инаку ова е втора победа на нашиот штипјанец кој претходно триумфираше на фестивалот во 2011 година со познатата нумера Ангели и демони. 3 дена Макфест и успешно заврши 32-то издание на фестивалот за забавна музика. Македонската музика доби нови 30
композиции. Успешно завршено 32-ро издание на Макфест. Благодарам на уметничкиот директор Лупчо, на целиот мој тим од општината и на сите оние кои беа вклучени во организацијата на Макфест. Мислам дека Макфест е голем фестивал, дава голем допринос за развој на македонската музика. Ние ќе продолжиме како општина да го поддржуваме и понатаму, затоа што на Македонија треба таков фестивал. Благодарам на сите учесници и Макфест е едно чудо кое стално ќе остане чудо, како ја ги обединува сите луѓе. Гледаме последните 2 години дури од странство конкурираат луѓето на редовен конкурс. Јас се надам дека ќе има уште поголем интерес и доколку имаме средства, се надам дека ќе имаме, затоа што имаме тука луѓе кои се трудат тоа да го направат. Ќе го продолжиме фестивалот, можеби пак со оркестар и со повеќе странци, можеби и со повеќе вечери. Публиката го кажа своето. Првата награда од Макфест 2017 отиде кај Зоран Илиев и Анабела Атија за песната Од утро до вечер. Мало е речи задоволни, Малко е да се каже задоволна сум. Неискрено не очекував. Моја голема чест е што учествував прв пат во мојата кариера. Освоив прво место и тоа во Македонија и на Макфест. Фала на сите што гласовте за нас. Од срце фала за се. Ово ми е втор пат победувам на Макфест. Се надам да ќе учествуваме и понатаму. Не е битно дали ќе земеме награда или не. Битно е да остане песната да биде слушана. Втората награда на Макфест 2017 ја зеде Мартин Јан Кириловски со песната Дождови. Јас сум задоволен од самиот себе, секогаш може нели подобро и ви ветувам дека нареден пат ќе бидам прво место. Како лани и овој пат на Макфест трето место за Антонија Гиговска пееше Погледни ме. Премногу сум задоволна, многу убави коментари добив, како за песната, така и за настапот и пресрекна сум повторно. Секогаш пробам да го дадам најдоброто од себе и се уште сум мала да научам некои работи, треба да влезам повеќе во естрадава, па дај Боже и Евровизија. Наградата за најдобри дебитанти отиде кај трите прекрасни велешенки како група The Chicks. Само тони две жени пеа за Луда Мара, направија сценски перформанс и заслужено добија награда за сценски настап. Наградите за најдобри интерпретации отидоа кај странските представници. Пред минутите предвидени за спорт, ова информација за сточарите. До 5 ноември ќе се аплицира за субвенцијата од 3,5 денари за предадено млеко во регистрираните капацитети. Производителите на кравје, овчо и козјо млеко ќе ги пополнат образците, порача од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сточарите да ги пријават количините на предадено млеко во регистрирани капацитети за да им биде исплатена субвенцијата од 3,5 денари. Откупните белешки треба да се однесуваат за млекото кое го пределе од месец мај до септември оваа година. Значи сите производители на млеко, кои што го имаат предадено млекото во преработувачки капацитет, треба да се искористат своето право и да аплицираат во подрачните единици на Министерството за земјоделие. За да може да аплицира за оваа мерка, за која што следува 3,5 денари субвенција по литар продадено млеко, овчо, кравје или козјо, треба да подигнат образци кои што се пополнуваат и во прилог на образците се поднесуваат откупни белешки. Образците може да ги најдат во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството или во подрачните единици на Министерството. Таму ќе се изврши помош на земјоделците при пополнување на образците и комплетната документација се достава до Министерството, кое што понатаму ја препраќа до Агенцијата за финансиска поддршка. Откупните белешки за субвенциите за предадено млеко сточарите треба да ги достават најдоцна до 5 ноември. Со ова завршува и рокот за поднесување на барањата за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во втората фаза. За предадените количини млеко во последново тромесечје од годината се аплицира до година. Во Штипско и Карбинско за оваа дополнителна финансиска поддршка од државата аплицираат на 200 млекопроизводители, најмногу за кравјо млеко. Во овој регион регистрирани се околу 160 фарми со околу 3000 молзни крави, 200 овчарски и 60 козарски фарми. Екипата на Брегалница ја победи Плачковица во Штип, а тимот на Борец во Велес одигра нерешено и ја запре победничката серија на Беласица.
Во надпреварите од седмото коло на втората македонска фудбалска лига група Исток се постигнаа следите резултати. Борец Беласица 0:0, Брегалница Плачковица 4:1. Стрелци на головите за Брегалница беа Мишев, Василев, Ефремов и Здравков, а Мирчевски за Плачковица. Кожув Тиквиш 1:1, победа Осогово 3:0, надпреварот Хоризонт Турнова Каменица Саса не се одигра и е регистриран со службен резултат 0:3 за гостите од Македонска Каменица. Табела: Беласица прва со 19 бодови, второ место Брегалница 17, трето место Плачковица 12, четврто место Кожув 11, петтото и шестото место го делат Тиквиш и Борец со по 10 бодови, седмо место Осогово 7, осмо место Победа Валандово 5, на деветото место Каменица Саса има 4 и последно 10-то место Хоризонт Турново со 3 освоени бодови. Следното осмо коло ќе се одигра во сабота 14 октомври, во која во Струмица ќе се одигра дерби над преворот на првопласираните две екипи Беласица и Брегалница. Одличен фудбал викендов се играше и во Свети Николе, во кој тимот на Овчеполе му откина бот на фаворитот Китго, голманот Марио Сандевски, јунак на мечот кој одбрани пенал во судиското продолжение. По идеално време и на терен одличен се игра. Екипите на Овчеполе и Китго прикажа борбени до крај неизвисен надпревар, во кој јунак на мечот беше голманот на домашните Марио Сандевски кој бранеше извонредно. Овчеполе дојде во водство со голот на Никола Стојковиќ по одличната асистенција на Тодоров. Резултатот на 1:1 го изравни Јордан Четрндафилов по идеалниот центаршут на Тиквешанец. Судите Ангелов во судиското надополнување досуди пенал за Китго под прекршокот направа врз Мартин Димовски. Ударот го изведе Димовски, а голманот Сандевски ја прочита неговата намера и атрактивно го одбрани пеналот за конечен резултат Овчеполе Китго Пекчево 1:1. Резултатот самиот по себе покажува дека и двете екипи заслужуваат, не можеби повеќе заслужуваат да не изгубат, него да победат, и тоа е фудбалот. Малку морам да кажам дека и гостинската екипа Китго малку ме разочара, очекував од нив многу повеќе, меѓутоа ете така, уште наш фудбал, тоа е фудбалот. Еве ги комплетните резултати од ова петто коло. Рудар Брегалница Голак 2:0, Овчеполе Китго Пекчево 1:1, Славија 934 Кежовица 2:0 и Малеш Зрновка 3:0. Табела: Китго Пекчево е начело на табелата со 13 бодови. Рудар 947, второ место 10 бодови. Трето место Овчеполе 8, четвртото, петото и шестото место го делат Малеш, Кежовица и Брегалница Голак со по 6 освоени бодови, но тука влијае гол разликата. Седмо место Славија 934, 5 бодови и на осмото последно место Зрновка со 1 освоен бод. Надпреварите од следното шесто воорандо коло ќе се одиграат веќе во среда 11 октомври, во која се среќаваат Брегалница Голак Зрновка, Кежовица Малеш, Китго Пекчево Славија 934 и Рудар 947 Овчеполе. Го следевте понеделничното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.